Тетовскиот регион од секогаш важел за расанит на големи одбојкарски имиња. Голем број на врвни одбојкари, голем број на македонски репрезентативци, но и многу успеси на тетовските екипи во минатото. Денешен гостин во Time Out е еден од најдобрите македонски одбојкари на сите времења, а со сигурност најдобриот тетовски одбојкар Жарко Ристовски. Жаре, најпрво ти благодарам што прифати да бидеш гостин во нашата емисија. На почетокот би сакал да се навратиме на твоите почетоци. Кога беше тоа и како се случи да тренираш баш одбојка? Најпрво би сакал јас да ви се заблагодарам за тоа што ме поканивте да бидам дел од оваа ваша емисија. Ми причинува посебно задоволство, затоа што мора да признам дека многу ретко во локалните медиуми во нашиот регион многу ретко сум учествувал во една ваква емисија и посебно ми е драго. Ја користам оваа прилика да ги поздравам сите оние што не гледаат и се надевам дека во овие 60 на минути ќе уживаат во нашиот разговор и ете, ќе знаат неколку повеќе работи што се однесува за мене и мојата одбојкарска кариера. Така. На почетокот да го фатиме периодот на твоите почетоци. Кога за прв пат се запознаваш со одбојката, кога почнуваш да тренираш воопшто? Па добро, одбојкарскиот спорт во нашиот регион беше многу популарен. Се уште има популарност, меѓутоа за жал популарноста опаѓа. Мора да признам дека многу тесно е поврзана мојата одбојкарска кариера со моето семејство и со местото од каде што потекнувам, односно селото Лешок. Би кажал дека одбојкарскиот клуб Лешок долги години учествувал во првата македонска одбојкарска лига. За жал оваа година не е веќе учесник поради финансиски проблеми, меѓутоа се надевам дека во некоја блиска иднина повторно моите другари или оние помладата генерација кои што сега доаѓаат, дека повторно ќе го оформат овој одбојкарски клуб и повторно ќе се надпреварува успешно. Исто така би сакал да потенцирам дека одбојкарскиот клуб Лешок се има надпреварувано во втората сојузна одбојкарска југословенска лига долги години, некаде 70-тите години, така да ова е едно место не само во Македонија, туку познато по одбојкарскиот спорт и во поширокиот регион. Уште како мал, после завршување на школските обврски, бидејќи до 4-то одделение учевме во основното училиште Кирил Печиновиќ во село Лешок, после завршување на школските обврски, секогаш одевме во центарот на нашето село, имаме еден спортски терен, популарно Косто, и таму сме поминувале доста време. Се случувало и да ги занемариме школските обврски, да останеме по цел ден на игралиштето играјќи одбојка. Всушност првите чекори одбојкарски ги имам направено токму на овој терен. Во тој период имаше многу одбојкари кои што игра, како што пред малку спомена, во првата македонска одбојкарска лига и всушност тие ми биле на некој начин некои идоли. Сме помагале, сме трчале по топки, што беше големо задоволство за сите нас помали дечиња. И моите први чекори беа во одбојкарскиот клуб Лешок. Се напреварувавме во регионална лига и тогаш имав само 12 години, како 6-то одделенец. Првата лиценца која што ја добив од одбојкарската федерација беше токму таа. И ден денеска се гордеам со тој мој почеток. Како второ споменав моето семејство. Зошто? Затоа што татко ми беше 70-те години бил многу познат во одбојкарскиот и во фудбалскиот спорт. Има настапувано како одбојкар во одбојкарскиот клуб Оникс од село Лешок, а исто така и во фудбалскиот клуб Оникс од Лешок, за да покасно има одредена фудбалска кариера и во фудбалскиот клуб Љуботен од Тетово. Како мали, секогаш настојуваше, заедно со мојата мајка, која за жал прерано го напушти овој свет, настојува да не усмерат во спортот само со една цел, нивните деца да си имаат некоја визија за еден убав, спортски, лагоден живот каде што уште од самите почетоци ќе ги усмери.
што се однесува, до нивното однесување и така натаму, така да тие всушност ни го одбраа вистинскиот пат по кој што и до денеска успешно чекориме. Секако дека многу сум им благодарен, да се надоврзам за семејството, исто така мојот брат Томислав Ристовски, кој што исто така поранешен одбојкарски репрезентативец. Кога јас почнував, тој веќе играше во одбојкарскиот клуб на Југохром и еден од тие идоли, еден од тие кои што ме натераа да тргнам по неговите стапки е всушност и тој. Така да, овие две работи беа пресудни за тоа по кој пат јас ќе тргнам. Дали ќе се определам за спортот или за некоја друга работа. 30 и повеќе од 30 години, успешно сум во одбојкарскиот спорт, некаде 22 години како професионален одбојкар, а сега веќе и како 9 години како професионален тренер. До кога се задржуваш во одбојкарскиот клуб Лешок и можеш да се присетиш на првите надпревари, официјални надпревари во лигашкиот дел додека беше во Лешок? Тогаш беше регионална лига, како сега се сеќавам, првиот надпревар беше против Лирија од Жеровјане. И беше еден навистина неизвесен надпревар кој што успеавме да го добиеме со 3-2. Да, локално дерби. Меѓутоа, да бидам искрен, немав минутажа на тој надпревар. Бидејќи се уште бев мал, сепак место повеќе простор за игра има оние поискусните. Меѓутоа, како едно мало сеќавање, надпреварот со Лирија од Жеровјан ми е прв официјален надпревар. Така, до кога остануваш во Лешок? Тоа беше многу краток период, затоа што како шесто одделенец, како што пред малку кажав, покрај тоа што бев дел од одбојкарскиот клуб на Лешок, паралелно настапував и за основното училиште Кирил Печиновиќ во спортската секција. Тука повторно беше мојот брат кој што е 2 години постар од мене, тој како 8 одделенец, јас како 6 одделенец, заедно настапувавме, значи во таа спортска секција. Првите официјални надпревари со училиштето ми беа тие општински надпревари кои што ги игравме тогаш. После, од кога завршуваат и општински надпревари, имаше на републичко ниво и во 2 години како 7 одделенец и 8 одделенец, значи тоа е некаде 88-89 година, учествував на тие републички надпревари и тогаш ги освоив моите први медали. На 2 пати златна медаља од тие републички надпревари. Кирил Печиновиќ од Лешок. И исто Кирил Печиновиќ од Теарце. Да. Значи, основното училиште Кирил Печиновиќ од Лешок и во Теарце, подрашното во Лешок, стана шампион на Македонија во тој период. Да, 2 пати. Каде што игравте ти и твојот брат? Со брат ми, кога игравме, тогаш само еднаш бевме шампиони, после тој се запиша во средно медицинско, а како 7 и 8 одделенец, уште 2 пати со екипата на основното училиште Кирил Печиновиќ го освоивме златен медал. Можеш да се присетиш кој тренер прв го препозна твојот одбојкарски талент? Вака сега, значи во основното училиште Кирил Печиновиќ наставник ни беше Живко Масовски. И тој ја водеше таа спортска секција. Тој ми бил како прв тренер. Играјќи ги тие општински надпревари, моите квалитети ги препозна господинот Драшко Хаджилјовски Чајка, кој што всушност и мојот е прв официјален тренер во една екипа. Всушност и екипата на Љуботен е моја прва екипа каде што сум потпишал професионален договор и каде што сум играл регуларен дел од цела сезона. Тоа е некаде 89 година, 1989 година, после завршување на основното училиште, се запиша во средно медицинско училиште, каде што директор беше и господинот Драшко Хаджилјовски, ме препозна, направивме договор на 2 години да настапувам за екипата на Љуботен од Тетово, каде што паралелно игравме и кадетска лига и се надпреварувавме во втората македонска одбојкарска лига. Во тој период на 2 пати со екипата на Љуботен, со кадетската екипа на Љуботен, станавме државни шампиони и тука 1990 година го добивам првото признание како MVP на
еден турнир. Значи на кадетскиот шампионат бев прогласен како најдобар играч на тие надпревари. 2 години се задржав во Љуботен и на 17 годишна возраст преминав во одбојкарскиот клуб на Југохром, кој што беше во тој период одбојкарски бренд во Македонија и пошироко, затоа што во тој период се надпреварувавме и во Еврокупови. Така да во Југохром останав 5 години, се задржав 5 години и направивме еден одличен резултат. Во тој период Таки Джиков беше, професорот Таки Джиков беше тренер на Југохром, а претходно исто така би сакал да ги споменам Боби Заковски, Љупчо Бојовски, Борис Чуприна, кои што исто така ми биле тренери. Се извинувам ако некого не успеам во моментов да се сетам, се надевам дека сите мои тренери нема да ми замерат. Би сакал да потенцирам покасно и некои играчи со кои што заедно сме играле. Меѓутоа, се надевам дека ќе ме разберат, во овој момент не можам во целост да се сетам на сите. И им благодарам на сите оние кои што играчи со кои што сум играл и оние тренери кои што ми го покажале вистинскиот правец во одбојкарскиот спорт. Им изразувам јавно голема благодарност, затоа што без нивна помош, без нивно знаење, не би стигнал до таму каде што сум сега. Да се навратам малку наназад. Со екипата на Југохром од Јагуновце, како што кажав, 1992-93 година за прв пат почнавме да настапуваме во Еврокупови. Се надпреварувавме во ЦЕФ куп и првите надпревари ни беа во Тел Авив, игравме против Апоел, ги загубивме, меѓутоа беше навистина едно големо искуство, тогаш како тренер ни беше господинот Таки Джиков. И она што е важно, што го одбележи овој период во Југохром е освојување на 5 пати едно по друго куп на Република Македонија. Ако се земе во предвид дека во тој период екипата на Вардар од Скопје, екипата на Работнички од Скопје беа екипи со големи имиња, со врвни имиња кои што поголем дел од нивниот состав настапуваа за македонската одбојкарска репрезентација. Изненадувањето беше големо за цела македонска јавност, како може еден Југохром да 5 пати поред да го освојува шампионатот. Во тие 5 години исто така 4 пати игравме финале од шампионатот на Република Македонија, каде што не успеавме да станеме шампиони, меѓутоа сепак она што го направивме е навистина еден одличен резултат. Во тој период, последната моја година во Југохром беше 94 година. Во тие финални надпревари со екипата на Работнички Фершпет, прво ги елиминиравме од Купот на Република Македонија во полуфиналето, за да во финалето загубивме, меѓутоа во тој период професор Јошко Миленковски беше тренер на Работнички Фершпет и едноставно ме одбра, ми се јавија, направивме договор, тоа е мој прв договор надворот, Тетово од нашиот регион. Подпишав договор на 1 година со екипата на Работнички Фершпет од Скопје, каде што истата година станавме двојни шампиони на Република Македонија. Пред да преминеме на периодот во Работнички, би сакал малку за периодот во Југохром да направиме момент. Кажа, освојувате неколку трофеи, тогаш Работнички доминира на македонската одбојкарска сцена. Големо ривалство помеѓу Југохром и Работнички. Како изгледаат тие надпревари помеѓу Југохром и Работнички? Еве, самиот кажа дека во куп успевавте да ги елиминирате, меѓутоа во првенството, во полуфинална или финална серија, каде што треба 2 пати или 3 пати да ги победиш, Југохром немаше сили за тоа. Од денешна перспектива како тренер, на еден надпревар, нокаут надпревар во купот успевавте да ги изненадите. Меѓутоа, кога требаше да се покаже континуитет, Југохром ги губеше тие финални серии од Работнички. Да се подсетиме малку на тие надпревари. Така, мора да кажам прво дека Тетово живееше за одбојката. Секогаш кога ги игравме надпреварите, салата Гоце Делчев сега беше преполна и претесна. Таа е онака мала, меѓутоа се случуваше значи да бидат отворени оние 2 балкони кои што се, оние кои што ги гледале тие надпревари знаат и оние кои што одат често во салата знаат за што се работи. Во таа малечка сала имало и по 700-800
народ, публика која што доаѓала да гледа. Навистина, беше претесна. Се правеше една одлична атмосфера која што во моменти не дигаше горе и знаевме на моменти да изненадиме. Што е разликата помеѓу куп надпревари и оние надпревари од шампионатот и од плей-оф фазата? Куп надпреварите се нокаут фаза. Имаш еден надпревар. Еден надпревар можеш, доколку си со квалитетот некаде тука, да кажам блиску, додека не е некоја голема разлика во квалитет, може да се изненади. Посебно ако имаш поддршка од домашен терен и од публика. Нас тоа ни требаше, тоа и се случи. Од тие, ако не се лажам, од тие 5 турнири, 3 се играа во Тетово. И всушност тоа беше нашата корист од домашен терен, подпомогнати од публиката, и успеавме да го изненадиме противник. Имало се. Што се однесува до оние надпревари од првенството, да направиш серија од победи против една екипа во плей-оф, да кажеме подобар од 5 надпревари, што значи мора 3 конзекутивни надпревари да направиш. Доколку разликата во квалитет е малку поголема, тешко е тоа да се направи. Можеш противникот да го изненадиш еднаш или 2 пати, меѓутоа 3 пати поред да го изненадиш ретко се случува, меѓутоа многу ретко. Така да играчки гледано, екипите на Работнички и Вардар може да кажам дека секогаш биле со поквалитетни состави, меѓутоа екипата на Југохром, сплотеноста, оној спирит внатре што сме го имале во екипата, она другарство што сме го имале заедно, дружбата на тренинзи, надвор, си го направило своето за да дојдеме до еден таков резултат и на 5 пати да го освоиме Купот на Република Македонија. Така, значи кажавме екипата на Југохром Тивуновци, меѓутоа за помладите гледачи да знаат, Југохром своите надпревари ги играше во Тетово, во спортската сала при основното училиште Гоце Делчев. Со Југохром кажа дека игравте европски надпревари во Израел. Играше Југохром во тој период надпревари европски во Тетово или не? Не игравме, ги игравме во Скопје во салата Расадник, во кисела вода. За жал, немавме такви услови, немавме таква сала. Да се настапува во еден таков европски куп, потребно е салата да има одредени стандарди. Ние знаеме дека во Тетово мака мачевме долги години и се уште добро, со градењето на овие школски сали, малку се создадоа подобри услови за работа, меѓутоа повторно ќе кажам, во тие школски сали лиценца за игра на еврокупови нема никогаш да се добие. На Тетово му е потребна еден сала, еден спортски дом, каде што во некоја блиска иднина ќе можеме повторно една тетовска екипа да ја видиме во европски купови. Така, освен Југохром, во европските купови играа и Лидија Жеровјана и Шкендија, меѓутоа мислам дека никој во Тетово не одигра европски надпревар. Сите играа или 2 пати гостуваа на страна, или беа некои турнири што се игра на неутрален терен, или кај некој од екипите, или во Скопје игра. Да преминеме малку сега на периодот во Работнички. Значи, која година преминуваш од Југохром во Работнички и како тоа изгледаше во тој период да преминеш од најголемиот ривал во првенството? Би сакал малку само да се навратам, предходно да кажам и тоа дека додека настапува во Љуботен играв со двојна лиценца и за Југохром, што значи немаше ниту еден слободен ден во неделата за мене. Ако надпреварите со Љуботен беа во сабота, надпреварите со Југохром беа во недела или така искомбинирано. Плюс ако се земе во предвид дека настапувавме во тие кадетски конкуренции, така да целата недела беше исполнета со тренажен процес. Се случуваше тоа и многу често. Екипата на Љуботен имаше порано тренинг од 4 до 6 или од 5 до 7, за да веднаш после тоа екипата на Југохром има тренинг каде што продолжував со тренинзи, се случуваше по 4-5 часа да сум во сала. Како што кажавте, преминувањето од Југохром во Работнички се должи на тие резултати кои што претходно ги постигнав со екипата на Југохром, препознаен од стратегот Миленковски, добив покана, пристапница, да подпишеме договор и да настапувам за црвено-белиот дрес од Градски парк. Навистина, во тој период завршив средно медицинско училиште. Тоа беше на моја 18 годишна возраст и се запишав на факултетот за физичка култура. Една од причините што преминав во Работнички
беа и моите студии на факултетот за физичка култура, затоа што навистина беше многу тешко да живееш во Скопје, а да патуваш секој ден за Тетово, малку е тешко. И часовите кои што беа на факултетот за физичка култура некогаш беа и попладне, така да термините не можев никако да ги усогласам. Тоа беше една од причините за да одлучам да тргнам да преминам во редовите на работнички. Како? Секој спортист кој што настапувал од една екипа, за да премине во друга екипа, е навистина голем мотив. А да преминеш од една екипа во шампионот, тоа е мотив повеќе и навистина задоволството е големо. Бев 10 години во работнички. Меѓутоа, години каде што на два пати заминав од работнички во странство. Меѓутоа, 10 години бев член на овој клуб. Во тие 10 години, 10 пати ја освоивме двојната круна во Република Македонија. Бевме, 10 пати шампиони, 10 пати го освоивме купот. Ова е всушност периодот со моите најголеми резултати. Затоа што со екипата на работнички Фершпет секоја година учествувавме во тие надпревари, Топ Тим Скуп, Цеф Куп. Имавме навистина забележителни резултати. Првите неколку години не одеше се како што треба. Учествувавме во групни фази, па почнавме полека во тие, да кажам, 10 години имавме прогрес во нашата работа. Се пласиравме една година во првите 6, втора година во првите 5 и кремот, шлагот на мојата кариера, на моите резултати, всушност беа со екипата на работнички, со пласманот на Final Four завршницата во Модена. Така, сега пред да преминеме на големите успеси во работнички, би сакал уште неколку кратки прашања околу преселбата од Југохром во работнички. Имаше тогаш тетовската спортска јавност, навивачите на Југохром имаа реакции дека преминуваш во работнички? Имаше реакции, да бидам искрен. Значи, многу често сме играле во Тетово, затоа што во тој период имаше 4-5 екипи кои што настапуваа во првата одбојкарска лига и секој втор викенд ни беше гостување во Тетово. Имаше и непријатни сцени, меѓутоа спортот е таков, треба да се издржи се. Тие ги обично некои провокации што доаѓале сум ги сваќал како мотивација повеќе. Фала му на Господ. Народски кажано, со здрав разум сум успеал да го пребродам сето тоа, како мотивација повеќе ми причинувало, така да имало инциденти, меѓутоа ниту еден конфликт, зашто сум навистина премногу среќен. Знаете како, во афект ситуација на спортските терени секогаш можеш да доеш во ситуација да изреагираш. Сум се придржувал и се надевам дека немам некоја поголема грешка направена. Така. Југохром не ти правеше проблем околу документите? Немаше тогаш обештетување, плаќање, трансфери, такви работи? Потсекогаш имало проблем, меѓутоа управата на одбојкарскиот клуб Југохром навистина најде разбирање за моите активности кои што ги имам во Скопје и ми дадоја исписница со тоа што прва прилика, доколку ситуацијата се промени, да дојдам повторно да бидам дел во одбојкарскиот клуб на Југохром од Тетово, што и се случи. Останавме, значи, на договорот. Тоа беше мојот прв излез од Република Македонија 98-99 година во Бамби млади радник Пожаревац во Србија. Бев таму 4-5 месеци, полусезона. Имав договор на полусезона плюс уште една година, меѓутоа поради ситуацијата што се случи во Србија, НАТО бомбардирањето, 99 година, бев принуден да се вратам во Македонија. Моето враќање не беше во работнички, туку беше во Југохром. Мораше во Југохром, па од Југохром повторно во работнички. Не морав. Меѓутоа договорот беше, си подадовме рака пред да заминам и всушност тој се случи. Повторно после неколку години се вратив на полусезона, за да после веќе следната година повторно заминам во екипата на работнички Фершпет. Малку да го фатиме периодот и од почетокот на 90-тите години, кога за прв пат дебитираш за македонската репрезентација. Твоето деби го имаш во младинската репрезентација. Ќе не потсетиш кој ти беше селектор, од кого го доби првиот повик и какво беше чувството за еден млад одбојкар во една млада независна држава, тогаш Република Македонија,
да се напреваруваш за знамето и дресот на својата држава? Многу пати сме споменувале. Значи не може да се опише со зборови чувството кое што секој играч, репрезентативец го има во себе кога го носи националниот дрес. Да, вистина е прекрасно и тоа може само да се почувствува на терен или пак навивачите кои што сите навиваат за нашата држава, за нашата репрезентација, она што тие го чувствуваат на трибини, тоа го чувствуваме ние исто и на терен. Задоволството е навистина големо. Моите први почетоци се со младинската репрезентација на Македонија. 89-90 година за прв пат настапивме на меѓународни надпревари во Стара Љубовна и на тој турнир исто така имав доделено признание како најдобар репрезентативец од нашата земја. 4 признанија беа доделени на сите 4 репрезентации кои што учествува. Јас бев еден од нив и навистина ми беше големо задоволство. Како селектор тогаш го имавме професорот Драшко Хаджилјовски. Тој ја водеше таа репрезентација, што всушност беше една увертира за она што следи понатаму. Една 92-93 година добив после тоа покана од селекторот тогаш Митко Циев да бидам дел во припремниот период на сениорската репрезентација. За да од 1994 година го одиграм првиот официјален надпревар за сениорската репрезентација, како сега се сеќавам, беше во Прилеп со репрезентацијата на Шведска. Имаш трем? Па не. Младост, лудост, што вели народот. Едноставно уживав во играта. Оние позитивни вибрации, емоции секогаш ги има, таа позитивна трема, меѓутоа не е некоја трема, некоја паника. Едноставно мотив плюс за докажување во тие надпревари. Беше навистина убаво, во преполна сала, во Тутунски комбинат тогаш игравме. Беше навистина прекрасно чувството да се излезе прв пат со сениорите, играчи кои што биле мои идоли пред да започнам да играм, едноставно да сум во екипа на терен заедно со нив. Во Работнички, кажа, освои 20 трофеи, 10 двојни круни. Како ти изгледаше преминот од Југохром во Работнички? Значи, во Југохром имаше одлични соиграчи. Меѓутоа, тука беше една локална екипа, значи од Тетово и Тетовскиот регион, собрана екипа со навистина квалитетни играчи и сега доаѓаш во Работнички, каде што веќе имаме интернационален состав. Значи играчи од цела Македонија, интернационалци од Србија, од Бугарија, мислам, можеби и од некој друго место. Колку тоа ти помогна уште повеќе да напредуваш во твојата кариера и да станеш уште подобар одбојкар? Искуството што го добив во Љуботен и во Југохром многу ми значеше за промената на средината во Работнички фешбет. Во Љуботен имав навистина одлична група како и во Југохром. Играчи кои што не само беа добри спортисти, беа добри луѓе. Имав од кого да научам многу работи. Би потенцирал некои од тие имиња. Во екипата на Љуботен го имав Мирчевски, Чварка, популарен, кој што беше во тој период еден од најдобри играчи во Македонија. Исто така, во екипата на Љуботен беше Ивица Хаджилјовски, беше Зоран Илиевски Буде, беше Боби Михајлов, Емил Ивановиќ и уште многу такви други кои пред себе беа добри луѓе, секогаш се трудеа да бидат добри со мене, едноставно да ме поучат како треба, уште од мали нозе, моите почетоци, како треба да бидат, во кој правец да ме насочат и навистина тоа многу ми помогна, за да веќе во екипата на Југохром, со Владимир Ѓорчевски Ципа, со Борис Чуприна, Мики Мирчевски, тука беа и Оливер Младеновски, Тасо Угриновски, Сашо Костадиновски. Едно прекрасно време кое што никогаш нема да го заборавам, време каде што го испеков занатот за да веќе спремен преминам во редовите на Работнички. И сами кажавте, група од играчи кои што доаѓаат од други градови. Склоп на менталитет различен, меѓутоа сето тоа беше добро водено од страна на стратегот Јошко Миленковски и навистина поминав прекрасно време и таму. Знаете како, во одбојкарскиот спорт ретки се оние луѓе кои што не се добри. Таков ни е спортот. Сите се со
да кажеме една надпросечна, сите играчи се со една надпросечна интелигенција и доколку ги слушаш по старите, ќе се избегнат сите проблеми. А веројатно има улога и тоа што нема физички контакт помеѓу противниците на терен. Двете екипи се на терен, меѓутоа нема физички контакт. Преку мрежа се обидуваш да го надмудриш противникот. Знаеме дека секој физички контакт доведува до вербална расправија, така. Во одбојката тоа е избегнато, се случуваат контакти под мрежа, така. Меѓутоа не во таа мера. Сепак одбојката е подруг спорт, верувајте. Од сите други спортови нема и дуел игра и сваќањата на играчите, припремата е многу поразлична од другите спортови, така да не би сакал да ги потценам сега другите спортови, немојте погрешно да бидам сватен, меѓутоа не знам дали ја што сум толку долго време во одбојката го имам тоа мислење, али за мене дефинитивно спорт број 1, спорт фаворит кој што го препорачувам на сите млади од нашиот регион и од целата земја да дојдат во нашиот спорт. Така. Сега да се навратиме на тој Final Four во Италија со Работнички. Во таа екипа на Работнички беше вложено многу. Имаше неколку пати несреќни порази во четвртфиналето. Работнички цело време беше на прагот од пласман на Final Four. Се сеќаваме на оној пораз од Omniworld. Се сеќаваме на надписите во весниците, автобусот беше низок, креветите беа кратки, ние сме одбојкари и се такви работи, значи и во европските купови се случуваат такви финти да се прават. И сега Работнички успева да се пласира во Модена, мислам дека се одржуваше турнирот, Работнички таму ги загуби двата надпревари, меѓутоа што тоа значеше за вас и каков тоа успех представува не само за Работнички, туку и воопшто за македонската одбојка? Како што кажав, 10 години беше период каде што се градеше таа екипа. Многу е тешко на европска сцена да се направи некој голем резултат доколку немаш континуитет на работа. Ние тоа го имавме. Со екипата на Работнички Фершпет бевме долго време заедно, имавме позади нас исто така добар спонзор кој што ни нудеше солидни услови во тоа време, меѓутоа услови кои што беа далеку од оние услови кои што ги има нашите противници. Беше потребен еден долг период, скала по скала да се качуваме, бевме меѓу првите 6, меѓу првите 5, за да 2007 година дојде оној бум, завладеа една еуфорија, голема еуфорија, огромна еуфорија, кога групната фаза започна, успеавме да ги победиме сите надпревари, дури и на гостински терен, сме биле подобри од екипата на Берлин, од Германија. Значи, една екипа во која што настапуваат големи звезди. Екипа која што имала можеби 50 пати поголем буџет од нашиот. Сме успевале да излеземе подобри од нив. Или еден Пит Зомерс сме го победувале на домашен терен 3-2 во преполна сала во градски парк. Сите оние кои што биле таму знаат за што стануваше збор. Салата била исполнета 2-3 часа порано. Сме ставале и видео бимови пред салата за онаа публика што нема да има можност да влезе внатре, да го следи надпреварот надвор пред сала. Беше навистина, ја разбранувавме македонската одбојкарска јавност тогаш и беше најголем резултат дефинитивно од осамостојување на Република Македонија. Знаеме дека оној резултат на Вардар порано и тие игра во Final Four завршница, меѓутоа тоа беше во едно друго време. 75-76. Така, ние ова го направивме, значи во едно помодерно време, помодерна одбојка и после осамостојувањето на Македонија. Не би сакал ниту еден успех на противник да го потценам. Секако представува голем успех и се надевам дека нема да биде последен, затоа што верувајте дека овие резултати од европска сцена го дигаат квалитетот, моралот, спонзорството, носат пари. Мора во блиска иднина, што е можно побрзо, да почнат повторно екипиве да излегуваат на европска цена. Тоа го направи оваа година Вардар, може би неславно, меѓутоа повторно треба да се почне и да се има еден континуитет на настапи од тие европски купови во европски рамки. Беше пресуден надпревар, го игравме со екипата од Азовстал.
ни беше потребна победа за да се пласираме. Како сега ми се враќаат моментите од тој надпревар, во преполна сала, поведовме 1-0, 1-1 и дојдовме во ситуација кај што почнавме да стравуваме дали можеме да ја пробиеме таа бариера и да се пласираме на толку посекуваниот Final Four и не, смогнавме сили, во еден изедначен трет сет успеавме некако да го добиеме и веќе четвртиот сет веќе беше формалност. Моменти за паметење, моменти за историја, се пласиравме на толку посекуваниот Final Four, кој што се одржа во Модена и на овој турнир настапувавме, противници ни беа екипи кои што во тој момент има огромни буџети. Ако ви кажам дека во тогаш Работнички имал 150.000 евра буџет, сега плюс минус, сме играле со репрезентации кои што има 20 милиони евра буџет. И сме стигнале на една таква завршница. Со тој квалитет ние што сме го поседувале, меѓутоа пак ќе се наврата. Ние сме таков народ, ние сме таков менталитет. Ние сме другари сите, ние сме како фамилија сите на терен. И таа сплотеност наша не донесе до таму кај што стигнавме. Не само со Работнички, не само со Југослав, не само со љубов, исто така и со македонската репрезентација. Али за тоа покасно. Така. Работнички како да го достигна врвот на тој Final Four и после тоа екипата е веќе во слободен пат, се намалуваат финансиите и на крај фондот заминува. Што следува за Жарко Ристовски после Работнички? Ви кажав, во тој период, значи некаде околу 13-14 години, 10 години бев во Работнички. Во тој период, прв пат заминав во Србија, во екипата на Бамби Млади Радник, поради ситуацијата која што беше се вратив назад. Во 2003 година беше второ моје излегување во Романија, во екипата на Петром од Плешти, екипа која што се надпреваруваше во првата романска лига, и екипа со која што стана вице шампион на Романија и освојувач на романскиот куп. Тоа ми е и мој прв медал надвор од нашите граници со една друга екипа. Исто така, 2008 година, 2007-2008, бев во екипата на Будванска Ривиера, заедно со Јошко Миленковски, тој беше како тренер, јас како играч. Исто така со нив го направивме најголемиот резултат на црногорската одбојка, една црногорска екипа, како што она се случи со Работнички година претходно, истиот резултат го направивме со екипата на Будванска Ривиера. Се пласиравме на Final Four завршница во Рим, во Италија и го освоивме третото место. Значи со таа екипа го носам и првиот медал со екипа која што настапувам на европски надпревари. Игравме исто така финале во Црногорско првенство, финале на Црногорскиот куп, за да година после тоа повторно се вратам во Романија 2008-2009 година во екипата на Динамо од Букурешт. Таму останав исто една година и од екипата на Динамо се преселив од Романија, Букурешт, се преселив на Кипар. Моја следна дестинација беше екипата на Омонија од Никозија, со која што го освоивме Суперкупот, бевме финалисти и тука ставам крај на мојата интернационална одбојкарска професионална кариера. За да после тоа се вратам во Македонија и 2011 година започнувам тренерска работа, меѓутоа и како играч. Бев либеро и бев еден од тренерите на одбојкарскиот клуб на Шкендија од Тетово. Голема благодарност до Дурим Шехави, кој што беше тогаш еден од оние луѓе во Шкендија, кој што всушност беше и тренер. Ми ја даде таа доверба да бидам, значи, негов соработник и за прв пат успеавме во Тетово да ги обединиме двете титули со екипата на Шкендија, освојувајќи го шампионатот и купот, и за прв пат да екипата на Шкендија стане шампион. Испишување на нова историја на уште еден клуб од нашиот регион и навистина имавме прекрасни моменти тогаш. Од тогаш, од 2011 година, започнува официјално мојата тренерска кариера.
2011 трофеите со Шкендија се и последни кои што една тетовска екипа ги има освоено, дали во првенството или во купот. Лешок имаше едно финале пред 2 или 3 години, мислам, против Струмица, дека беше го загуби со 3:0 и се чини дека тетовската одбојка стагнира или оди во надолна линија. Дали ја следиш моменталната состојба со одбојката во Тето? Секако дека ја следам. Без разлика каде сум, значи прво што отвораме Македонска одбојкарска лига. Сега, после толку години, имаме и официјален сајт каде што може да прочитаме, да видиме што се случува. Без записници, меѓутоа резултатите може да се видат табела. Така. Имаме прогрес. Знаете како? Мора да бидам искрен. Џабе се залажуваме. Одбојка во Македонија нема. Нема одбојка во Македонија. Одбојка во Македонија има само во Струмица и во моментов може да се каже во Вардар. Затоа што Вардар е единствен клуб кој што работи исто така со млади категории. Во другите градови се работи нешто како ништо да не се работи. Не може никој да ми докаже дека има одбојка во Македонија, кога нема ниту една екипа која што се надпреварува во првата македонска одбојкарска лига, да има секој ден тренинг, по еден тренинг, а не по 2 тренинзи на ден. Тотален аматеризам. Не знам докаде ќе оди сето ова, меѓутоа сме, не знам, во моментов една безизлезна ситуација. Верувајте. Нашата македонска одбојкарска лига стана рекреативна лига, каде што рекреативци се надпреваруваат, каде што се надпреваруваат играчи кои што имаат по 45, по 50 години. Лига на ветерани. Оваа сезона имаме прилика да ги гледаме дел од надпреварите и на телевизија низ директни преноси. Ги следам, секако дека ги следам како и се што е спорт. И морам да признам дека имаше интересни ситуации. Во една иста екипа да игра 45 годишен одбојкар и да игра 13 годишен одбојкар. Мислам дека не е коректно ниту за 13 годишно дете да се фрли во игра на, во наводници ќе речам, волци на 40 годишни, ниту пак 45 годишен одбојкар да игра во иста екипа со 13 годишник. Знаете како? Навистина ги ценам оние одбојкари што и на 45 години продолжуваат да играат. Тоа е доказ дека всушност тие на 45 години се подобри од оние младите кои што треба да играат. Во суперлатив, секоја чест на тие. Имаме такви другари мои кои што заедно сме играле. Секоја чест, им честитам на издржливоста, на силата што имаат, на мотивот што го имаат, се уште да се докажуваат. Меѓутоа, што значи тоа? Она предмалку што го спомена. Ние можеме да викаме, да, сме се пласирале ваму или таму, сме направиле резултат. Сме направиле со 5-6 играчи, кои што се носители на играта. На 5-6 играчи кои што играат надвор од границите на Република Македонија. Имаме актуелни репрезентативци кои што настапуваат од клубовите тука, да. Меѓутоа тие не се носители на игра. Ние може да се залажуваме до утре. Дај Боже, со еден добар тренинг, со една добра работа во клубовите, утре заутре теретот треба да падне на нивни плеќи, народски кажа. Меѓутоа, во моментов тоа го немаме. Треба калење, треба силни утакмици за време на првенството. Не да се чека само репрезентација кога ќе дојде да се одиграат 5-6 силни надпревари. Потребно е дерби. Во првенството 4-5-6 екипи каде што цело време ќе играат меѓу себе. Одиш дерби да гледаш. Сега дерби нема. Во моментов долани беше Струмица таа, која што беше доминантна, сега годинава е Вардар. И тоа е се што имаме. Вардар и Струмица. Повторно да не бидам погрешно сватен. Секоја чест и за сите ентузијасти во клубове кои што се трудат нешто да направат. Меѓутоа вината не е до нив. Вината треба се бара некаде погоре. Веќе кажавме, тренерската кариера ја почна во Шкендија, каде што беше и тренер и играч. Што следуваше после Шкендија? Одиш интернационално, излегуваш надвор од Македонија, поточно каде? Би се навратил малку на еден момент со екипата на Шкендија. Во екипата на Шкендија, додека настапував, играв со мој близок пријател, Плум Вела, со кој што заедно настапувавме и во работнички, заедно бевме и цимери. И се уште активни.
и се уште е активен, она предмалку што го зборувавме за оние повозрастните, дека се подобри од помладите, е доказ и неговиот последен настап кој што го имаше за екипата на Шкендија овој период сега и беше навистина доминантен. 100% реализација на еден средњак на 47 години. И тука запира. Мојата кариера тренерска почна во екипата на Шкендија, за да веднаш ми се укажа прилика да започнам интернационална тренерска кариера со екипа од Кипар, бидејќи таму настапував како играч, имав многу контакти, луѓето ме познаваја таму и 2012-13 година добив понуда од екипата на Неа Саламина од Лимасол да ја водам таа екипа. Инаку таа екипа претходно долги години се надпреварува во првата одбојкарска лига, се надпреварувала и кога јас отидов 11 години нема е направено ниту еден подобар резултат. Значи 11 години немале освоено шампионска титула. Се случи тоа што се случи, таа година првото мое интернационално искуство беше со трофеј, успеавме после 11 години да ја вратиме шампионската титула во Лимасол и добив понуда да го продолжам договорот уште една година. Значи во екипата на Неа Саламина се задржувам од 2012 до 2014 година или 2 одбојкарски сезони. Втората година успеавме да го освоиме Суперкупот. Имаше големи турбуленции, бидејќи во тој период на Кипар се случија некои работи од економски аспект. Голем проблем околу финансирање, околу спонзори и бев принуден следната година да ја напуштам таа екипа, меѓутоа да преминам во друга екипа која што имаше подобар буџет, екипа каде што бев тренер, бев и технички директор, тоа е екипата на Омонија, екипа каде што претходно настапував како играч. Останав една сезона таму, ги обединивме сите три титули, Суперкуп, Куп на Кипар и шампионатот на Кипар, за да после 3 години како тренер и освоени сите титули, може слободно да кажем, на Кипар, се преселив во Швајцарија, во екипата на Шоненверт. Паралелно, додека бев на Кипар, работев и во македонската одбојкарска репрезентација како селектор од 2014 година до 2017 година. Паралелно, кога имаше надпревари од шампионатите, бев на Кипар, кога имаше активности со репрезентација, летно време, бев со македонската одбојкарска репрезентација. Истото беше и кога бев во Швајцарија, за да одлучам да ја напуштам македонската одбојкарска репрезентација поради XX причини и да се преселам во Швајцарија, каде што останав една година. Со екипата на Шоненверт го направивме најдобриот резултат во клубската историја, за прв пат во еден регуларен дел од првенство завршивме втори на табела. Тоа претходно се немаше случајно, во плей-оф фазата успеавме да го освоиме бронзениот медал. Останав една сезона таму, имаше некои недоразбирања со управата, требаше да останам уште една, направивме се договор, требаше да го продолжам на уште една година, меѓутоа некако визијата моја и визијата на управата не ни се совпадна и најдобро беше на моја иницијатива да ја прекинам нашата соработка и да се преселам во Либан. 2017-18 и 2018-19 година бев тренер на Танурин од Библос, Либан, каде што успеавме на првата година да го освоиме бронзениот медал и втората година да го направиме најголемиот резултат во историјата на клубот, освојувајќи го сребрениот медал. Тие 2 години додека бев во Ливан, исто потпишав договор со Саудиска Арабија, репрезентацијата со Федерацијата на Саудиска Арабија и во тие 2 години до ден денеска се уште сум актуелен селектор на репрезентацијата на Саудиска Арабија. Функција која што посебно оваа втора година ми е малку поразлична од оние функции што сум ги имал досега, затоа што доверена ми е таа можност
да бидам координатор на сите репрезентации, на сите групи, значи 17 до 19 до 21 година на сениори, а селектор сум на сениорската репрезентација. Така да, исполнет период. Навистина сум пресреќен затоа што мора да признам, многу е тешко после завршување на одбојкарска кариера да запливаш во тренерски води и да си активен цел период е навистина тешко, затоа што има многу тренери од сите земји. Сите бараат работа. Тренер е само еден на екипа, играчи се 12. Можност да се најде екипа како играч беше многу полесно. Меѓутоа, ете, фала му на Господ, активен сум и сум имал можност да работам, се надевам дека и понатаму ќе биде исто. Ова е слично како сите играчи што се во младинска конкуренција не може да заиграат во сениорската екипа, така и сите играчи кои што ќе завршат со активно играње во сениорска екипа не можат да станат тренери потоа. Така. Сега, можеби гледачите ќе ни замерат дека многу кусово споменавме периодот каде што беше селектор, меѓутоа сега ќе се навратиме на тој период. 3 години беше селектор на македонската репрезентација. Так. Кога беа постигнати и најголемите успеси. Беа донесени првите медали од европски натпреварување. Македонија 3 години поред играше на Final Four од Европската лига и 3 пати се закитуваше со медал. Кажи ни нешто околу тој период од твојата кариера. 2014 година ја прифатив понудата од Македонската федерација да го водам националниот тим. Во тој период имавме една кратка активност. 2014 година игравме квалификации за светско првенство, трета рунда, всушност и тогаш дојдов, пред последниот турнир кој што беше одржан во Ниш. Дојдов во моменти каде што имавме многу проблеми. И организацијски, и играчки, и секакви. Едвај ја скоцкав репрезентацијата за да настапиме на тој квалификацијски турнир во Ниш. Игравме со Србија, со Словенија и со Португалија, ако не се лажам. Ги изгубивме сите надпревари, меѓутоа почувствував некое раздвижување со моето доаѓање. Сега ќе испадне дека се фалам сега од кога јас сум дошол па сум направил не знам што, меѓутоа почувствував дека играчите ми сигнализираат, ми даваат некои позитивни вибрации дека може нешто да се случи доколку некои работи се средат. Заврши турнирот што заврши во Србија. Прва активност ни беше пред квалификацијски турнир во Струмица, игравме за европско првенство. И имавме солидни припреми со едни солидни припреми од аспект гледано на тренажен процес и се, меѓутоа организацијски на едно бедно ниво, кое што па не знам дали вреди да се навраќам јавноста, дали да знае нешто повеќе за тоа, меѓутоа никакви услови. Ќе кажам само едно нешто. Во Струмица на припреми, струмичани сите се дома, ние што сме од други градови, ние сме во хотел. Или припреми тука во Скопје, скопјани, тие што живеат во Скопје по дома, а овие другиве што се од други градови. Значи се случуваа некои работи кои што не се сватливи за една репрезентација. Се работи за репрезентација. За клуб може да збориме дека има лоши услови, меѓутоа за репрезентација која што треба да се надпреварува на европски првенства, да игра квалификации, да игра европски лиги. Тоа е навистина едно многу лошо нешто за кое што треба да се помисли, а не да ти се случи. Меѓутоа се случи тоа што се случи. Кажав, тие позитивни вибрации кои што беа во репрезентацијата не мотивира, ни дава мотив повеќе, сите проблеми како да не мотивира, да сме повеќе мотивирани и на тој турнир, прв турнир кој што беше организиран во Македонија, на тие квалификации, предквалификации, успеавме да ги забележиме 3 победи и да го освоиме првото место во групата и да се пласираме во главните квалификации на Европското првенство. Тогаш учествуваа Грузија, Азербејџан и Шведска. 3 победи, не сум сигурен дали изгубивме еден сет или сите беа максимални победи по 3:0, можеби со Шведска. Изгубивме со Шведска еден сет. Да, изгубивме еден сет, меѓутоа го освоивме првото место и се пласиравме понатаму во тие главни квалификации што беа.
Тоа беше еден прв добар резултат со таа група од кога јас дојдов. Во еден краток период успеавме некако да се стабилизираме, да ги подесиме коцките на некој начин, за да успешно се презентираме тогаш пред струмичката публика или пред целата македонска јавност. Што следеше потоа? Првото учество на македонската одбојкарска репрезентација во Европската лига. Како репрезентативец, како играч, 18 години, имам играно за македонската репрезентација и повеќе од 100 настапи. Имаме правено добри резултати, имаме поминувано таа прва фаза од предквалификации, имаме играно квалификации. Тие биле други времиња, друг систем на надпреварување, затоа што малку е сега полесен системов на надпреварување и можноста да се успее, што се однесува до пласман на едно европско првенство. Да, значи ние сме биле во 24 репрезентации. Официјално, ние сме биле. Меѓутоа не сме имале можност да настапуваме, затоа што системот бил подруг. Така да првото наше учество во Европска лига беше многу позитивно. Уште на првото наше учество успеавме да освоиме бронзен медал. Тоа е прв медал на македонската одбојка од едно европско надпреварување. Кажав, до тогаш сме имале резултати, меѓутоа не сме имале можност, тогаш немало Европска лига. Колку само да знаат гледачите, Македонија до тогаш нема освоено медал ниту на младинска, ниту на кадетска Балканијада, а не пак на едно европско надпреварување. Првиот медал Македонија од младинска Балканијада го донесе, мислам дека 2019-та Балканијада во Косово, каде што мора да се каже дека не учествува сите репрезентации поради политичката состојба. Србија не учествуваше, Босна не учествуваше, може и уште некој. Испуштам. И бите замолил сега да продолжи само да се надоважам на твојот муабет дека тоа е воопшто првиот меѓународен медал на македонската одбојка. Така. Имавме можност во полуфиналите на надпревари, игравме со репрезентацијата на Црна Гора, дома успеавме да ги победиме 3-1. Таму загубивме во златниот сет, едноставно немавме среќа. Можевме, значи, уште првата година да направиме бум. А таа победа, тој пласман во финале би донел и пласман во Светска лига. Таков беше системот во таа период. Да. За жал не успеавме, меѓутоа она што го направивме беше навистина еден позитивен старт, позитивен почеток на она што после неколку години што се случи, односно следните 2 години. Година подоцна, 2015 година и 2016 година, настапувавме повторно во Европска лига. Би сакал да кажам некои работи за Европската лига. Слушнавме многу коментари. Ова е ваква Европска лига, ова не е најдобра Европска лига. Европска лига се играше една. Репрезентации 12 учесници имаш. Втората година 12 учесници. Сите репрезентации кои што не настапувале во Светската лига, учествувале во таа Европска лига. Имаше и екипи што учествува и во Светска лига, учествува и во Европска лига. Репрезентацијата на Словенија. Само за да имаат играчите силни напревари. Репрезентацијата на Словенија учествуваше во Европска лига. Беше вице шампион на Европа. Значи за каков квалитет станува збор, фактите говорат. Не би сакал да се навраќам, овие се слаби, овие дошле со оваа екипа, со прва, со втора, со подмладен состав или со сениори, не знам како. Европската лига била една и тука дилеми нема. 2015 година, после 2-3 години сега, се во стартата шесторка на Полска. Значи со која Полска ние сме играли. Успеавме да изненадиме на 2 пати таа репрезентација на Полска. Никој не очекуваше дека ние можеме да вршиме 2 победи во гости. После сите патешествија што ги поминавме со автобуси, патувања по 5000, 10.000 километри и не знам што, успеавме на 2 пати да изненадиме. 3-2 и 3-1, да се победи Полска и со јуниорска репрезентација да е, тоа е резултат. Сваќам секоја критика, меѓутоа таа критика нека биде објективна и да се знае дека ние Полска сме ја победили. Проблемот Полска е со која репрезентација таа учествувала. Дали играл Курек или не, нивниот најдобар играч или Влажди или не знам тие сите таму што се нивните звезди, тоа е нивни проблем. Како изгледаше селекторот нивни кога ги загуби 2 надпревари таму. Тоа само јас го знам.
беше целиот како лимон, како восок, што ќе рече полската јавност, светскиот шампион, 2 пати поразен од Македонија. Селекторот беше на младинска репрезентација, не е истиот што е на сениори. Меѓутоа, тие имаат 30 репрезентативци кои што се на поширок список. Дел од репрезентативците одмараат за светска лига, дел имаат припреми, учествуваат во светска лига, дел од нив во европска лига, имаат голем ростер на играчи кои што секој се знае кога треба да игра и што да игра. Исто така се пласира и тие како организатор на самата завршница. Беа после нас повторно. 4ти беа. Така да резултат кој што е огромен. Македонија беше втора на тоа првенство, ако не се лажам, во Битгош. Да. Во Полска беше, значи последните 2 надпревари ги игравме во Полска, од групната фаза имавме патешествие, се враќавме со автобус назад, пошто никој не очекуваше дека ние може да ги добиеме и поради финансиски проблеми беше проблем да се платат 2 дена да се остане во Полска, требаше значи со автобус да се враќаме назад, да возиме 35 сати, па после 2 дена веднаш да се вратиме на самата завршница во Полска на Final Four. Повторно со автобус? Повторно со автобус, да. И добро, тоа беше едно убаво патешествие со позитивен исход, затоа што на Final Four завршницата наш противник во полуфиналето беше репрезентацијата на Естонија. Репрезентација која што долги години учествува на европски првенства. Репрезентација која што е една од подобрите во сите европски надпреварувања. Репрезентација која што не прегази на почетокот од групната фаза, затоа што немавме подготовки, немавме ниту еден пријателски надпревар. Репрезентација која што во полуфиналето, после одиграни 6 надпревари, ја изненадивме. Ја победивме со 3-0, ја елиминиравме. Тоа беше шок за нив. Резултат кој што, според мене, е најдобар резултат кој што сум го направил со македонската репрезентација. 2015 година, елиминацијата на Естонија во полуфиналето од Европската лига и за прв пат македонската репрезентација се најде во едно големо финале од тоа надпреварување. За прв пат го донесовме сребрениот медал од таму и како потврда на целокупната наша работа во тие 3 години што бев и следната година успеавме со еден максимален ефект во групната фаза во Европската лига, значи 2016 година, да бидеме подобри од една Бугарија на официјални надпревари од Европска лига, да бидеме подобри од Бугарија дури и во Варна, каде што се играше истиот турнир, во полуфиналето да бидеме подобри од Австрија, по 6ти пат во низа во 3 години и се најдовме повторно, го потврдивме второто место во Европската лига. Значи 2 години поред, 2015 и 2016 година, успеавме да го донесеме сребрениот медал и да ги закитиме нашите витрини во нашата федерација со нив. Може би на некого му беше пријатно, на некој непријатно да не гледа со сите овие резултати, меѓутоа, после многу пречки кои што ги имав во работата, бев принуден да поднесам оставка од селекторската функција и, за жал, да заминам од селекторското место. Тие се 3 години, убави години, што се однесува до резултат, меѓутоа години каде што се уште до ден денеска носам некоја горчина во себе. Така. Желе би сакал да те прашам, ни кажа дека беше тренер на Кипар, во Швајцарија, освен во Македонија, нормално. Сега си на една азијска турнеја, така ќе наречем, Ливан, Саудитска Арабија и слично. Ни кажа дека си имал проблеми во репрезентацијата, значи со подготовки, со патување, со организација и со се. Дали постои нешто вакво слично во овие екипи каде што си работел како тренер на Кипар и во Швајцарија и во Азија? Знаете како во секоја екипа или во секоја репрезентација постојат проблеми. Никаде не е совршено. Меѓутоа, какво совршенство ние баравме тука кога бевме? Баравме основни услови за работа. Не може на репрезентација да нема сала за тренинг,
да не знае дали вечер има тренинг од 5 или од 7, или да не знае дали има во кисела вода, дали има во Ѓорче, или тренинг можда во Куманово. Се работи за некои основни услови играчите што треба да им се нудат, да им се дадат. Нема основни реквизити за работа. Освен конуси, не сум имал ништо во раце да работам. Сум правил физичка подготовка, сум правил се. Како? Снајди се. Или пак опрема, спортска опрема. И од кога јас заминав, од кога ги кажав, маките кои се и работиве тргнаа на подобро. Тргнаа на подобро, затоа што репрезентативците тоа го заслужуваат. Репрезентативците се одделени од своите семејства за време на сезоната со клубовите каде што настапуваат, а исто така, кога доаѓа периодот каде што сите одат на одмори, тие се со репрезентација. Значи, секоја капка на пот пролеана треба да се цени, да се поштова, затоа што тука одбојката е за нив и сите околу се поради нив, а не да биде обратно. Кај нас, за жал, се случува обратното. Сите мислат дека играчиве се тука поради некој друг. Не. Има отстапки, има одредени проблеми, меѓутоа далеку од овие што се случуваат овде. Функционираат на многу повисоко ниво. На многу повисоко ниво, од организацијски до патувања, до обезбедување на тие реквизити, обезбедување на спортска опрема како една репрезентација треба да изгледа. Не се сликаш, секој си доаѓа од маичка што си ја купил сам или ја добил на поклон од некој. Не е тоа репрезентација. Меѓутоа, ме радува фактот што после тоа што јас го кажав, што имав да го кажам, работиве тргнаат на подобро. Гледаме сега една малку подруга организација и тоа мене ме радува. Македонија 2019 настапуваше на Европско првенство за прв пат. Кажавме проширено со 24 репрезентации, кога беше селектор, учествуваа 16 репрезентации. Имаше, можам да кажам, солидни припреми. Одигра, може би, десетина контролни надпревари. Имаше турнир Чајка во Скопје, ако не се лажам, во Романија, во Австрија се одиграа надпревари, сега не сум сигурен, не се сеќавам на сите. И Македонија го заврши надпреварувањето на 17-то место, односно најдобра од тие што испадна. 2 победи и 3 порази. Една од победите беше против Словенија, европски вице-шампион подоцна. Да го прокоментираме малку учеството на Македонија на Европското првенство. Твое мислење, како ти го види тоа Европско првенство? Да, би сакал најпрви да кажам дека додека бев на функцијата селектор од 2014 до 2017 година, добив многу две важни признанија. Поточно бев прогласен за најдобар селектор во Македонија, не само од одбојкарскиот спорт, туку од сите спортови. Значи, Агенцијата за млади и спорт ја ги препозна успесите и едноставно ме вреднуваше со овие награди. Да. И би се надовржал сега, значи, за ова што се случуваше после. Ме прашавте за учеството на македонската репрезентација на Европското првенство. Кус коментар, ги кажавте. Сите оние години претходно што ги имавме, всушност беше и некоја припрема, потајно се надевавме, затоа што репрезентацијата од година во година ја гледавме како расте, како напредува, како освојува се подобри и подобри резултати. Се случи тоа што се случи, јас што си заминав, изротираа неколку селектори. Значи тоа го има само кај нас, само во Македонија. За 2 години да промениш 4-5 селектори. Меѓутоа, никој не останува, никој не заминува ако му е добро таму. Јас ќе кажам, како селектор, 3 години сум работел. Немам ниту еден цент, ниту еден денар земано за тоа што сум го работел. Патни трошоци не сум земал. Значи, јас сум финансирал, во самиот себе сум финансирал во репрезентацијата затоа што сум сакал да се докажам, сум сакал да направам резултат, затоа што сум почувствувал дека може тоа да го направам со групата репрезентативци кои што била таму. Се пласираа на Европско првенство. Јас имав изјава некоја моја дека самиот пласман на Европското првенство е огромен резултат. Меѓутоа, што се случуваше? Имаше еден припремен период
вие што рековте, припремен период со многу осцилации. Значи, каде што репрезентацијата игра од едно ниво на друго ниво. Многу порази, па победа. Пак пораз, па пак нешто. Ќе победивме Бугарија на чајка турнирот, така? Претходно загубивме многу надпревари други, пријателски надпревари, мислам дека немавме ниту една победа. Меѓутоа, репрезентацијата како малку темпирањето на формата да беше погрешно. Немам ништо против селекторот, направи супер резултат. Се пласираше на европско, до сега никој се нема пласирано, никогаш се немавме пласирано претходно. Дали поради системот на надпреварување или не сакам воопшто налегувам, резултат си е резултат. Јас кажав со самото тоа репрезентативците што се пласирале на европско првенство, тие веќе си ја завршиле својата работа. Најголемиот резултат е направен. Меѓутоа, од тренерски аспект, малку од постручен аспект гледано, нашата форма одеше горе-долу, отварањето на европското првенство катастрофално, за да веќе на крајот од европското првенство се вратиме од мртвите и направиме солиден резултат. Така, надпреварот со Белорусија беше прекретница, за да она во што сите уживавме беше надпреварот со Словенија. Тоа е втор пораз на репрезентацијата на Словенија од нас во последни 3 години. Затоа што, додека јас ја водев репрезентацијата, исто во Европска лига, токму тој состав, ние успеавме да бидеме подобри во Марибор од репрезентацијата на Словенија. Така да може да се оцени како позитивен резултатот што македонската одбојкарска репрезентација го направи на европското првенство. Како пресудни беа повторно ќе кажам надпреварите со Белорусија и со Словенија. Првите 3 надпревари од стручен аспект гледано, ова е само моје мислење, не морат сите тренери да прифатат, имаше малку некои нелогичности во самото водење на репрезентацијата. Имаше некои нелогичности гледано од тактичка природа. Не може прв надпревар играш први 2 сета ги губиш, имаш само едно прво темпо. Играш само се знае каде, само на крај. Или во зона 1, или во зона 4. Бевме прочитани. Немавме ниту со едно прво темпо, тешко е да се игра. И затоа на крај се соочуваме со двоен, со троен блок. Така да, или пак некои измени. Ти ставаш играч од клупа да оди на сервис. На турнирот, предходно, 2 пати се случува, ти го ставаш тој греши сервис и го ставаш после на 21-21, резултат влегува во игра греши сервис. Значи, овие се некои работи, ако суштински анализираме, ако некој сака да ги слушне и треба да ги слушне, треба да ги знае. Пак ќе речам, ние сме луѓе, тренерите се исто луѓе. Не сакам ништо лошо да кажам за селекторот. Меѓутоа, тие се некои моменти кои што можеби уште на почетокот од европското првенство би ни издигнале малку повисоко. Друго би било да започнеме со победа, друго со пораз. Така да имаше некои такви моменти каде што можеше да се влијае, меѓутоа тоа е што е. Одигравме, се пласиравме, го направивме најголемиот резултат. Одигравме најдобро што можевме, како што кажавме. 17 не е лошо, така, први 2 победи на европско првенство. Треба да ги извлечеме позитивните работи и да кажеме дека репрезентативците го заслужија тоа што замина и ги оправда очекувањата. Меѓутоа на почеток имаше некои бомбастични изјави, треба да ги сватиме репрезентативците. Јас сум бил играч. Треба да ги сватиме. Никола Георгиев беше во право. Заминуваме таму како треба да кажеме, одиме да изгубиме. Не, одиме со дигнати глави, така. Одиме да победиме. Затоа одиме. Без разлика резултатот каков ќе биде. Колку пати други репрезентации одат, нема да забележат ни една победа, се враќаат. И што, пред да тргнат, треба да кажат дека ние, ние ќе изгубиме се, зошто тогаш да се надпреварувам. Треба да сме позитивни. Жаре, горе-доле тоа беше твојата кариера ни на играчки и на тренерски план. Дали имаш некоја неостварена жела?
Тешко прашање. Вака, најпрво би сакал уште еднаш да им се заблагодарам на сите оние кои што помогнале за мојот развој. Како спортска атлета, ете и како тренер, на сите мои тренери, на сите мои соиграчи што биле со мене. Посебна благодарност би сакал да изразам до моето семејство, до мојата сопруга, која што навистина е голема поддршка. Не знам што би било доколку таа не би била со мене, всушност е таа жртва на мојата кариера, до моето синче кој што е многу загреано, народски кажано, за одбојка, исто така си тренира. И на сите оние кои што мислат добро на одбојката во Македонија. Што би ми била неостварена желба? Знаете како? Како тренер секогаш треба да се надградуваш и да очекуваш да постигнеш нешто што не си го постигнал претходно. До сега сум ја имал таа среќа да бидам во клубови каде што сум станувал шампион. Така, да освојувам купови, супер купови. Како играч, истото и како тренер. Сум бил селектор на македонска репрезентација. Сега сум селектор на Саудиска Арабија. Амбицијата на секој тренер е да направи нешто што не го направил претходно, а она ја што не сум го направил тоа да преземам некоја друга репрезентација во Европа, не во арапскиот свет, или пак некоја силна екипа која што се надпреварува во некоја силна лига. Едноставно да ги испитам моите можности во едно подруго посилно надпреварување. Знаете како? Се надевам дека шанса ќе се има. Времето ќе си покаже. Она што го работам, знам дека го работам со полно срце. Се трудам да го работам најпрофесионално што можам и се надевам дека позивите како што доаѓаат до сега, така ќе доаѓаат и од сега и ете, таа моја желба ќе се оствари во некоја блиска иднина. Така. Кусо на крај да им порачаш нешто на оние млади спортисти, не само одбојкари, воопшто од сите спортови. Што треба да направат за да станат врни спортисти? Па доколку го слуша разговорот, значи треба да ги слушаат родителите. Се надевам дека нивните родители ќе ги усмерат нивните деца да зачекорат по оние убави патеки, оние спортски патеки, каде што може детето правилно да се развива, како физички, телесно, така и психички, да ги носат. Не мора еве одбојка да е. Одбојкар сум, сакам да ги привлечам. Нека се занимаваат со спорт. Со самата одлука, со тоа што тие се одлучиле да се занимаваат со спорт, се одлучуваат за едно здраво живење. Се надевам дека оваа порака ќе стигне до многу млади, до многу родители и во една блиска иднина многу млади спортисти ќе бидат излезени од нашиот регион, од Полошкиот регион, а исто така од цела Македонија. Така. Тоа беше разговорот со Жарко Ристовски, еден од најдобрите македонски одбојкари. Веќе рековме, преку 50 трофеи во твојата богата и играчка и тренерска кариера. Жаре, ти благодарам што учествуваше во нашата емисија и ти благодарам за твоето гостопримство што не прими во твојот дом во Скопје, каде што ја снимивме оваа емисија. Ми беше чест и задоволство. Се надевам дека после некој одредено време, после некои нови успеси, повторно ќе се видиме, не мора во емисија, може би во емисија во живо. Не мора вака во една организирана емисија. Би сакал уште нешто да кажам, да ги поздравам сите тетовчани, сите оние кои што доаѓале, целата публика која што доаѓала да не бодри на сите надпревари. Се надевам дека во овој период сега ќе има некои надпревари од карактер на ветерани. Убеден сум и желбата ми е голема повторно да земам учество на еден ваков турнир. Се надевам во блиска иднина ќе биде организиран и дека со многу пријатели, публика, повторно ќе се видиме и повторно ќе се дружиме.